Почитувани добро вечер. За прв пат гостин во емисијата Став е Атина Мургашанска, председателка на Советот на општина Куманово и координаторка на Форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Куманово. Господја Мургашанска, добро вечер. Добро вечер. За прв пат во емисијата Став, но со огромно задоволство можда нагласам дека не за прв пат и во вашата телевизија, а во секој случај ви благодарам на поканата за гостување во оваа емисија. Кога официјално ја преземавте функцијата председателка на Советот на општина Куманово, кажавте дека се надевате на успешна и плодна соработка со советниците од сите политички партии кои што нели се дел од Советот. Какви се вашите досегашни видувања? Истата надеж, истото верување го делам и понатаму и покрај можеби немилите случувања од последните две седници на Советот на општина Куманово, во секој случај и понатаму таа заложба од првата конститутивна седница ќе ја негувам, ќе ја поттикнувам успешната, плодната соработка, рамноправниот третман на сите советници, независно на која политичка партија, на која советничка група и какво уверување ќе пласираат во Советот на општина Куманово. ВМРО ДПМН на почетокот најави дека ќе биде конструктивна опозиција, но само после две седници, третата и четвртата, колку што досега се одржа, тие ги напуштија седниците, односно ги бойкотира во знак нели на револт за притворените за настаните од 27 април во Собранието. На последната седница се донесоа и многу битни одлуки без нивно присуство. Кој е вашиот став нели за ова? Како што истакнави на самите последни две седници, сметам дека на известен начин ја злоупотребија општинската говорница на локалниот парламент на некој начин за пласирање на своите политички ставови. Има други простори, други можности, какви што се пресконференции и други начини каде што можат демократски да го изразат своето незадоволство или својот став, своето уверување, а од друга страна сметам и дека не покажа доволен демократски капацитет и со своето отсуство, особено од последната седница, каде што се носеа значајни документи, програми за работа и најзначајниот документ, впрочем, кој го носи Советот на општина Куманово, буџетот за наредната година, да кажеме, ја осиромашија дебатата и се откажа од учество во креирање на еден ваков битен стратешки документ за општина Куманово. Така, кога станува збор за буџетот, вие на седницата истакнавте дека буџетот е сеопфатен и раздвоен, но доколку советниците од ВМРО ДПМН и нивната коалиција беа на седницата, веројатно како и претходните години ќе кажеа дека тој е нереален и е бунар на желби, како што сакаат тие да кажат. Секојаш кога се оценуваат вакви документи, кои се проекциони документи, мора да се има предвид дека никош не може да има стрикна, прецизна рамка, затоа што буџетот е на некој начин жива категорија во кој може да се предвидат фиксни дотации, приливи, како што се процентите од известни даноци, дотации од централната власт, историското искуство, како се полни буџетот во одредени надоместоци, такси, комунални услуги. Меѓутоа, сепак, не можеме докрај да ја предвидиме динамиката, како ќе се полни, какво ќе биде искуството со надежта дека овој пат ќе биде поуспешно полнење на буџетот, а од друга страна, со една проширена рамка даваме поголема можност и за некои новитети, за нови проекти, за аплицирање во меѓународни фондови, а се надеваме и за поголем прилив од финансиските средства од буџетот од централната власт. Впрочем, и општина Куманово и преку Советот и преку градоначалникот како членки во ЗЕЛС, во заедницата на единиците на локални самоуправи, постојано се залагаше и досега и сега ќе ги зајакне тие напори. Се надеваме заеднички со другите колеги од другите општини за поголем процент од учество од данокот на додадена вредност, од персоналниот данок, со што сметаме дека ќе предонесе и за поголемо полнење на општинските каси. Сметам дека не е список само на желби, туку остава можност на поквалитетно, посеопфатно извршување на општинските надлежности и за исто така подобар квалитет во услугите кои ги пружа и општинската администрација и јавните установи, училиштата, јавните предпријатија, сите оние кои ги извршуваат надлежностите од областа на локалната самоуправа. Долго време траја преговорите за коалицирање судови во Советот. На што се должи ова? Што беше она што досега не можевте да се договорите за коалиција? Не се работи за преговори само за коалицирање во општинскиот совет, туку да кажеме се работи за преговори за
до детализирање на коалицијата на нашите не само две политички партии, туку на предизборната коалиција на Социјалдемократскиот сојуз со советничката група што сега ја предводиме, значи заедно со другите коалициони партнери и партијата на Демократска унија за интеграција. Не се работи за никакви проблеми, туку ние веќе имавме воспоставена коалиција со долгогодишна традиција која успешно функционираше на полето на работењето на локалната самоуправа во општина Куманово. Сега сме коалицијски партнери и на централно ниво. Се работеше само, да кажеме, до различни гледишта во поглед на поделбите на одредени ресори, на одредени сфери на влијанија, во поделбите на одредени одговорности. Реков, ние бевме комотни во однос на договарањето, затоа што ние имавме неформалната поддршка од почетокот. Оваа партија, па и другите представници на така наречените албански политички партии дадоа поддршка при изборот на председателот на Совет, односно при мојот избор на оваа позиција, ги поддржуваа речиси сите досегашни одлуки и политики кои ги донесовме до овие 4 седмици и сметам дека сега се прецизирани овие одговорности, дека усогласени политиките, нашите стратешки определби во кои насоки, во кој правец ќе се движи општина Куманово и тоа резултираше со успешно коалицирање, а пред неколку часа тоа е официјализирано и со подпишување на заеднички меморандум, кој се надеваме дека успешно ќе го реализираме во текот на наредниот 4-годишен период. На една од седниците опозицијата побара и ревизија на работењето на локалната власт за време на поранишниот градоначалник. Предлогот беше доставен од Зоран Петрушевски, советникот, но од друга страна беше поддржан и од советниците на Советот на власта. Граѓаните сметаат дека не е фер да се бара ревизија на работењето на локалната власт, бидејќи власта и тогаш и сега е на Социјалдемократскиот сојуз и ова го припишуваат на евентуалните фракции кои што постојат во партијата. Дали постојат? Не само граѓаните, туку и припадниците на нашата советничка група, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, се длабоко убедени дека е излишно било каква ревизија на работењето на претходниот состав на локалната власт и претходниот градоначалник, особено што токму во последните 10-11 години, кога обстануваше општина Куманово како еден од ретките бастиони на социјалдемократијата под режимот на досегашната централна власт раководена од ВМРО ДПМН, општина Куманово беше пример за постојан мониторинг од централната власт преку сите можни ревизии, финансови, полиција, инспекции и речиси немаше област во која не е направена соодветна контрола, инспекција и ревизија. Така да постојано беа правени ревизорски извештаи, постојано беа присутни и вршеа соодветен притисок во секојдневното работење, па и политички и недемократски би кажала, и од таа страна и ние сметавме дека нема потреба, дека е излишно да се прави некоја посебна долгогодишна ревизија. Од друга страна пак, кога на првата или втората седница ќе наидете на таков предлог да се бара ревизија на работењето на претходната власт, на претходниот состав кој исто така бил од вашата политичка партија, доколку го одбиевме, ќе дадевме впечаток и порака дека има нешто што криеме. Ниту општина Куманово, ниту Советот на општина Куманово и во претходните состави нема апсолутно ништо што да крие, се работи за успешно, целосно законско работење. Доколку имаше некаква најмала незаконитост и претходниот градоначалник Зоран Дамјановски, и претходната која главна иста општинска администрација, па и претходниот председатели на Советот ќе беа сигурно на удар на законските органи. За среќа и со задоволство можам да потенцирам дека се работело исклучително законито, зашто покажуваат дека нема реализирано ниту една судска постапка. На Советот, дел од вашите советници и коалицијата која што ја предводите, неретко се однесуваат како да се членови на опозицијата и така да кажам ги напаѓаат раководителите на секторите. Дали ова е одраз на, како што сака да каже Социјалдемократскиот сојуз, демократијата или пак едноставно се незадоволни од некои програми кои што се презентираат и кои што тие треба да ги усвојат на Советот? Не би рекла дека се работи за напаѓање, туку можеби за една
нова и би рекла корисна практика на отворена, квалитетна дебата. Впрочем, тоа ни го дозволуваат и законските можности на позицијата советник, член на совет, член на локалниот парламент, каде што и според Законот за локална самоуправа, според статутот, деловникот, секој од членовите на советот има апсолутно право, можност и одговорност постојано да биде во консултација со сите членови на општинската администрација, со сите вработени во јавните установи, во јавните предпријатија, се со цел да одлуките што ќе ги донесеме бидат исправни, законити и квалитетни. Од тука реков на почетокот, ако веќе ги поттикнувам припадниците на политичките противници, значи на опозиционите советници, да бидат отворени, конструктивни, постојано да дебатираат, го негувам тој демократски капацитет и во мојата советничка група. Апсолутно ги поттикнувам постојано да бидат отворени, да прашуваат, да истражуваат, се со цел, реков, да работиме квалитетно, честно, транспарентно и одговорно. Впрочем, Советот на општина Куманово е вториот столб на локалната власт, подеднакво, значи, одговорен како и градоначалникот за успешното водење на општината. Сметам дека со вакви дополнителни, подетални прашања не правиме никаков притисок, впрочем, ние сме соработници и заеднички работиме за доброто на граѓаните, туку само ќе придонесеме да бидеме транспарентни во она што го работиме. Така, господја Мурукашанска, во последно време Куманово е меѓу градовите со висока загаденост на воздухот. Општината секако дека продолжува со кампањата за почиста животна средина преку превентивни и едукативни спотови. Но сметате ли дека треба да се превземат некои поконкретни и поефикасни мерки во однос на овој проблем? Подигнувањето на јавната свест е многу значено во оваа сфера. Тоа е широка област, заштитата на животната средина, екологијата, мерките за намалување на загаденоста се широко и скапо поле. Затоа можеме да правиме и правиме напори за подигнување на јавна свест во намалување на загаденоста преку користење на еколошки поисправни горива во затоплување, особено во зимскиот период. Многу мерења, истражувања и не само во Куманово, и во останатите градови покажуваат дека многу помал степен и придонес на загадувањето е од сообраќајниот метеж, од издувните гасови, па дури и од известни индустријски капацитети, отколку од затоплувањето на дрва и други не секогаш проверени огревни материјали. Од тука значено е, тоа ќе го поттикнуваме, ќе говориме и преку спотови, преку разговори, емисии во училиштата, да имаме поголема свест и одговорност за нашиот живот и животот на идните генерации. Меѓутоа, како што кажавте, кампањите се едно може да влијаат, а конкретно општина Куманово на последната седница донесе сеопфатна програма за заштита на животна средина во која се вклучени повеќе мерки за намалување на загаденоста, меѓу кои и известно филтрирање на воздухот во моментите кога ќе се забележи најголем степен на загаденост и поттикнување на користење на еколошки поисправни горива, како што е, например, природниот газ. Така, на последната седница јавното предпријатие Куманово газ најави дека приоритет за наредната година ќе биде приклучување на болницата на газ, која што мислам дека сега на мазут се грее. Веројатно и ова ќе биде една од мерките со кои што ќе се придонесе во намалувањето на загадувањето на воздухот. Тоа е една од стратешките определби на јавното предпријатие Куманово газ и на Советот и општината Куманово. Со тоа и ќе го намалиме загадувањето, бидејќи со нејзиното затоплување таа влие во целокупната загаденост, ќе ги подобриме условите за работа и за престој на пациентите, да им биде попријатно, потопло, ќе добијат поевтин енергенс. А кога е кај болницата, тука е интересна коинциденција дека мерната станица која го мери загадувањето се наоѓа во дворот на болницата, во болничкиот двор, и тоа многу близу каде што се наоѓа котларата на сегашниот начин на затоплување. Тоа го потенцирав и на вчерашната седница, иако не беше тоа конкретна точка на дневен ред, но во допирни точки со овие теми на загадувањето и обидите да се справиме со него, мора да направиме напори заедно со централната власт, со надлежните институции, да се дислоцира ова мерна станица или барем да се избориме за уште една, бидејќи иако сакаме да имаме вистински реални резултати, значи не бегаме од тоа граѓаните да ја знаат вистината, ама да не им пласираме нереални резултати. Кога ви се наоѓа мерна станица во непосредна близина на котлара, автоматски добивате повисок степен на загаденост.
Зошто не потребно да ги вознемируваме граѓаните, да предизвикуваме загриженост, реакција? Не велам дека не би било загрижувачки или да кажеме алармантно и кога не би се наоѓала на тоа место, но сигурно би било за известен степен пониско и барем да не стават во таа негативна листа повисоко. Секако дека мерните станици само се начин на тоа да имаме реални резултати. Мерките и понатаму продолжуваат. Еден начин е незагадувањето, друг начин е справувањето со сообраќајниот метеж, поттикнување помалку да се користат, особено во зимскиот период, сообраќајните возила, автомобилите, повеќе да се користи јавниот превоз, велосипедите, пешачењето. Со тоа ќе предонесеме и за намалување на загаденоста, а и секако и за здрави навики и здрав живот. Вие долги години имавте невладин ангажман, но сега целосно сте посветени на политиката и партијата. Кажете ни, што ве предизвика невладиниот ангажман да го замените со политичкиот? Последните 10 години сум поактивна во политичката сфера, конкретно во мојата политичка партија Социјалдемократскиот сојуз. Во моментот кога се размислував дали воопшто да политички да се обојам и да почнам да се ангажирам политички, бев во дилема искрено. Позицијата на невладин активист и невладиниот сектор дава известна комоција, бидејќи сте независен, непристрасен, многу послободен, отворено да реагирате, да бидете известен филтер, известен коректор на јавните политики, независно дали се државни или локални. Од друга страна пак, со заземање на политички ангажман и поцелосно ангажирање во било која политичка опција, особено кога сте на власт, како што сме ние во општина Куманово, превземате и поголема одговорност за решавање на проблемите. За жал, невладиниот сектор се уште нема соодветната улога која е потребна во општеството, е коректор, е насочувач, меѓутоа сепак е тој невладин, непрофитен и го нема потребното влијание, така да сметав дека политичкиот ангажман ќе ми пружи поголема можност и да влијам на донесувањето на одлуките и да дадам личен придонес во нив. Како председателка на Советот, неодамна посетивте семинар во Струга, подржан од UNDP. Тој семинар нели беше за председатели на советите од целата држава. Кажете ни, може ли да се унапреди позицијата на советите и членовите на советниците? Има простор секако, бидејќи вака како што е поставена позицијата на Советот, на членовите на Советот, па и на председателите, бидејќи председател е само прв меѓу еднаквите, има малку повеќе организациона, координаторска улога, не соодветствува со одговорноста која што има во носењето на локалните политики и локалните одлуки. И меѓународните организации, како што е UNDP, Организацијата за развој на Обединетите нации, и другите присутни од одредени амбасади, други чинители и национални и меѓународни, сметаат дека треба заеднички да работиме на јакнење на капацитетите на членовите на Советот и на Советот воопшто. Има различни примери и на таа средба на председателите на советите од Република Македонија ни беа предочени, впрочем и ние сами сме истражувале во тој правец. Има примери во соседството, во Европа, на полупрофесионализација, на професионализација целосно на членовите на Советот, каде што ќе им даде таквиот вид на ангажман повеќе простор, повеќе време и одговорност да се посветат целосно на проучување на законските прописи, на анализа на работењето на локалните институции, пред да донесат одредена одлука, пред да се залагаат за решавање на одредено прашање. Меѓутоа, не сметам дека е проблемот само во тоа дали ќе биде, како сега, да кажеме, хонорарен, полупрофесионален и професионален ангажманот на советниците, туку воопшто и законскиот и општествениот третман на Советот на општина Куманово. Од една страна, Законот за локална самоуправа во првите членови каде што го дефинира Советот и органите на локалната власт, потенцира дека тоа се два органи на локалната власт, додека се уште позицијата на градоначалниците, па би рекла во некои случаи и на носителите на општинската администрација е фаворизирана од законската системската поставеност, верувам и одговорноста во одредени политики. Меѓутоа, ако се трудиме сите заеднички да работиме за доброто на граѓаните, да бидеме постојано во дослуг со нивните потреби, со нивните интереси, со нивните секојдневни проблеми, мора да работиме на напредување на положбата. Сметам дека вакви средби, семинари, разговори, размена на искуство, што исто така е законска можност и одговорност, на што и понатаму ќе работиме, ќе придонесат за јакнење на капацитетите на членовите на Советот, за напредување на положбата на советниците воопшто
општо и реков со тоа и поуспешна работа на советниците. Да не заборавам во оваа прилика да нагласам дека беше интересно што во рамките на таа средба направивме една неформална група на председателки на совети на општините во Република Македонија и за жал морам да потенцирам дека се уште сме во малцинство. Имаме 13 председателки од вкупно некаде 80, меѓутоа и покрај тоа што сме помал процент, има значителен напредок во однос на минатите години. Никогаш досега не сме имале толку председателки на совет. Во делот на градоначалничките, знаете, имаме само 6 градоначалнички, меѓутоа за прв пат и 5 од редовите на мојата политичка партија. Така, тоа беше и моето следно прашање како координаторка на форумот на жени на СДСМ. Што сметате за положбата на жените во политиката? Веќе кажувате дека не се доволно застапени. Да, веќе навлегов во темата. Положбата на жената во политиката во никој случај не е задоволителна, ниту е на потребното ниво кое се одветствува од бројот на жените во популацијата, во општеството воопшто, меѓутоа од ден напредува. Најмногу со напорите на жените и во невладиниот и во владиниот сектор, невладините активистки, членките на женските ограноци во политичките партии, како што е кај нас форумот на жените, како што се некаде унија на жени и други видови на ограноци во политичките партии, постојано во целиот овој период, да кажеме, од осамостојувањето на Република Македонија, работат на унапредување на положбата на жената, се борат за родова рамноправност, за еднакви можности и тие напори, особено предводени од либералните партии, од лево ориентираните, каде што е предводник Социјалдемократскиот сојуз, вродија со плод. Поштовме со 20%, 30%, секоја трета, со тоа што со последниот изборен законник женското лоби, невладино и владино, предводено од Социјалдемократскиот сојуз, од социјалдемократките пред се избори за 40% и на последните избори тоа вроди со поголем процент. Меѓутоа, се додека не се избориме за паритет, да бидеме 50-50 како што сме во реалноста, во вкупната популација, нема да бидеме задоволни, така да борбата за родова рамноправност продолжува. Дали граѓаните се уште немаат доволно доверба во жените кои што се бават со политиката, односно кои што се нели во политичкиот живот? На прв поглед би изгледало дека е така, меѓутоа резултатите од истражувањата на јавното мнение, многуте анкети, истражувања, фокус групи кои ги спроведуваат невладините меѓународните организации, па и политичките партии го покажуваат спротивното. Дека поголем е степенот на подготвеноста кај граѓаните, кај бирачите, да дадат доверба на жена кандидат, независно дали се работи за локални, за парламентарни избори, во одлучување за одредени раководни позиции во партискиот живот, па дури во стопанскиот, во општествениот, отколку што е тој проблем во одредени раководни структури на власта, на бизнисот, на политиката. Или со други зборови, сметам дека нашите граѓани, нашите бирачи се многу родово посензитивни, отколку што се нашите сопартици, нашите колеги. Се уште политиката останува машко поле, свет на мажите, и тоа на некој суптилен, скриен начин го изразуваат. Формално, јавно, декларативно, тие се заложници за родова еднаквост, за родова рамноправност. Впрочем, тоа го покажуваат и сите документи, сите закони кои сме ги донеле како Република Македонија. Република Македонија на тој план може да биде задоволна од своите законски и подзаконски акти, бидејќи го донесе и законот за еднакви можности, закон за спречување на дискриминација, за мобинг, за сексуално вознемирување, потоа ја унапреди заштитата со семејното насилство, а со изгласување на и ратификување на Истанбулската конвенција покажа навистина чекор напред и се вброи во редот на оние земји кои ќе унапредат заштитата од насилството врз жените и особено домашното насилство врз жените и девојчињата. Реков дека борбата треба да се води на сите полиња, на сите нивоа, и внатре во политичките партии и во органите на владата, на локалната, на централната власт, а треба да се работи постојано и на поголем степен на женска солидарност и поддржување. Со заеднички сили обединети, сметам дека жената ќе го добие заслуженото место во општеството и во политиката.
Деновиве заврши изборот на председателот на општинската организација на СДСМ. Повторно е избран досегашниот, нели, и сега актуелен Мартин Костовски. Дали ова одлука беше едногласна или пак од друга страна некако со овој избор се дава шанса на приврзаниците на, така да кажем, на поранешниот градоначалник, на неговите луѓе? Со последните статутарни измени на Социјалдемократскиот сојуз, председателите на општинските организации ги бира председателот на Социјалдемократскиот сојуз, во овој случај нашиот председател Зоран Заев, со тоа што тие има отворен повик, јавен, сами аплицираат со своја програма, со своја биографија. Така беше избран и предходниот, во овој случај истиот председател Мартин Костовски, и пред 4 години така се бира и сегашните председатели. Се разбира дека председателот според своите статутарни можности прави консултација со чинителите во општинската, во централната организација, ги зема во предвид до сегашните резултати и на тој начин преку интервјуа, преку консултации ги носи одлуките. Ова одлука за изборот на председател на општинската организација ќе се верифицира на општинска конференција, која најверојатно ќе се случи набрзо по новогодишните и божичните празници. Не сметам дека е одлучено и одлуката е донесена за да се прави некаков баланс помеѓу условно наречените фракции, ниту пак ние во Социјалдемократскиот сојуз имаме некакви профилирани фракции. Секако дека работат, постојат одредени интересни групи, поголеми приврзаници на одредени авторитети, меѓутоа тоа се само приврзаници на одредени стилови и начини на решавање на одредени политички прашања. Можеби имаме разлики во тоа како треба да се решаваат одредени проблеми, да се носат одредени политики, но сме единствени во негувањето на социјалдемократските идеи, на плановите за просперитет на општината, на државата, и мислам дека со победите на сите локални избори досега, па и на сите парламентарни циклуси, општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз го покажува своето единство, својата поврзаност. Разликите се нормално демократско богатство, но важно е дека и покрај различноста и богатството на идеите, на начинот на кој ќе ги решаваме политиките, ние сме апсолутно единствени. Секогаш се обединуваме сите до еден, затоа имаме и таков успех и сме победници веќе 27 години. Што се однесува и до конкретниот повторен избор на нашиот председател Мартин Костовски, сметам дека тоа е резултат што на неговата успешна работа како председател во изминатите 4 години, кога заедно со нас беше и победник на 2 изборни циклуса. Значи, не бевме победници само ние, јас како носител на советничка листа, да кажеме градоначалникот Максим Димитриевски, поранешните кандидати за пратеници, туку и тој како шеф на изборен штаб во овие циклуси, заедно со целиот изборен тим. Очекувате ли сега поголема поддршка од централната власт во однос на капиталните инвестиции, за разлика од претходниот период, нели, кога на власт беше ВМРО ДПМН? Се очекува ли сега и има ли некои најави за изградба на економско-индустријски развојни зони во Куманово, нови градинки, нови училишта? Секако дека очекуваме, меѓутоа не привилегиран третман и статус, туку очекуваме рамноправен третман, она од што бевме лишени изминатите 10, 11, 12 години, бидејќи не е никаква тајна, рековме на почетокот на разговорот, токму тој притисок, тие инспекции, ревизии, блокади, активирање на заостанати судски постапки со експроприација од пред 20-30 години, на активирање и, да кажеме, носење токму во период кога е во најтежок период општината Куманово, сето тоа ни дава за право да очекуваме сега барем равноправен третман со сите општини. А сега очекуваме, се разбира, бидејќи сме носители на исти уверувања, дека ќе бидеме подеднакво потикнати, помогнати, оноко колку што дозволуваат законските можности од фондовите на централната власт, од проектите на министерствата, на премиерот, на целата влада. Меѓутоа не очекуваме никакво волшебно стапче и дека ќе се слеат еден том пари во општинската каса, бидејќи знаеме во каква состојба е државата, колку е осиромашена, каков степен е на економска криза, но сметаме дека со заеднички напори од нашите локални фондови, локални проекти, со вклученоста рамноправна во проектите на централната власт, а и со наше поактивно аплицирање во фондовите на меѓународните организации, донаторите, ИПА фондовите, ИПАРТ фондовите, дека ќе успееме заеднички општина Куманово да ја подигнеме на повисоко развојно ниво.
Секако дека граѓаните најмногу ќе ги интересира кои се оние проекти кои што локалната самоуправа планира да ги реализира во наредните 4 години. Што ќе биде она, пошто локалната самоуправа со новиот градоначалник ќе се разликува од претходниот? Локалната самоуправа со новиот состав на Советот на општина Куманово, со новиот градоначалник, проектите и политиките ќе ги црпи од својата надлежност. Значи, тие се вообичаени, како и во изминатите години, ќе работиме на остварување на својата надлежност, значи на одржување и реконструкција на постоечките улици, изградба на нови улици, уредување на патната, сообраќајната инфраструктура, регулирање на сообраќајниот режим, со што сериозно сметаме дека ќе се зафатиме со намалување на сообраќајниот метеж, со остварување на повеќе места за паркирање. Сега донесовме одлука за преуредување на градежно земјиште со цел да се овозможи известни монтажни гаражи од времен карактер, а понатаму ќе работиме на изградба на трајни катни гаражи. Тоа е се со цел да се намали метежот, да има поголем простор за движење по коловозите и да се овозможи услови за паркирање на сите граѓани во општина Куманово. Понатаму исто така ќе работиме континуирано на проекти од областа на водоснабдувањето, атмосферската и другата канализација, на проектите од областа на културата, спортот, социјалната заштита, примарната здравствена заштита и се она што представува проблем во рамките на секојдневното живење и работење на граѓаните. Сметам дека тука не може да се очекуваат спектакуларни разлики, но она за што се залагавме ние и во нашиот предизборен настап и во нашите сега официјални програми е тоа дека ќе работиме на поголема транспарентност, видливост, јавност во нашето работење и во постојана консултација со нашите граѓани. Сметам дека тоа го покажуваме уште од почетокот со определување на конкретен приемен ден кај градоначалникот на општина Куманово, со постојано повикување од страна на Советот, на општинските власти, членовите на општинската администрација за слободен пристап до информации на сите заинтересирани граѓани. И во оваа прилика би ја нагласила законската обврска и можност, која верувам дека и моите колеги, претходни председатели на советите ја практикувале, меѓутоа повторно во интерес на граѓаните да нагласам дека седниците на Советот на општина Куманово се јавни и слободни за пристап на секој заинтересиран граѓанин, секоја странка може слободно да пристапи, да ги следи, дури да постави некое прашање, се разбира без право на глас. Еве неколку дена пред Нова година, да кажеме дека и годинава нема да има пречек на новата година на градскиот плоштад. И годинава се одлучивте, како и претходните, мислам, 2 години за дводневен новогодишен хепенинг. Зошто се определивте така? Една од причините секако се мерките на штедење и можеби несоодветното славење со богати прослави, со, да кажеме, скапи изведувачи, забавувачи, во моментот кога имаме социјален притисок на незгрижени лица, на голем број лица кои не може да си дозволат можеби ни елементарни услови, меѓутоа не беа во прашање само мерките на штедење, туку и искуството од последните години наназад. Забележавме дека од година на година понатаму се намалува интересот кај нашите граѓани и кој не беше поврзан со изборот на изведувачите, беа поканувани популарни од разни сфери на музиката, од разни области, меѓутоа веројатно таков не менталитетот, такви се навиките на кумановчани, повеќе сакаат во кафеани, во домови, во затворен простор и сметаме дека корисно ќе бидеме тие средства да ги намениме за други цели, за други намени, а со овој новогодишен хепенинг ќе има доволно простор да се забавуваат сите возрастни категории. Значи има тука содржини и за немалите дечиња, за младите, за сите генерации, така ќе направиме добар вовед овие последни 2 дена во новогодишната прослава, во веселбите кои ќе ги продолжиме во нашите домови и сметам дека ќе сепак весело и радосно ќе дочекаме новата година. Господја Мургошанска, ви благодарам уште еднаш за вашето гостување и нели во пресрет на Нова година ви посакувам среќни и успешни новогодишни и божични празници. И се надевам нели дека сте прв пат, но нема да бидете и последен пат во студијето на Телевизија Плюс.
Ви благодарам, јас ја делам истата надеж. Ви возвраќам за убавите зборови, ви посакувам се најдобро вам лично, на вашите колеги, на целата телевизија, успех и просперитет во наредната година, добра соработка со локалните власти, а би сакала да искористам оваа прилика да им ја честитам новата година и на сите граѓани во општина Куманово, на нашите поддржувачи, но и на политичките противници, да им посакам среќа, здравје, успех, личен просперитет во професионалните кариери и заеднички успеси во градењето на наше модерно европско Куманово. Ви благодарам. Среќни новогодишни и божитни празници ви посакувам и вам, почитувани гледачи. Со нови теми и нови гости се гледаме наредната година. Пријатна вечер.